Централно издание на дневникот на К1 добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денот започнуваме веднаш. Гледајте не. На 8 март К1 меѓу жените вработени во армијата на Република Македонија. За заедничка Македонија во Велес и Неготино. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните се излез од политичката криза, изјави премиерот Емил Димитриев. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на жената, ден за борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Жените треба да имаат еднакви права на човечки, социјален, економски и културен развој, како и подеднакво право на глас во општествениот и во политичкиот живот. Припадничките на понежниот пол ги има во се поголем број на така наречените машки професии, меѓу кои и во армијата. 9,20% од вкупниот персонал во армијата отпаѓа на жените. Од оваа бројка, 11% од жените се офицери во армијата, 12% се подофицери, 3,50% отпаѓа на редовната војска, а скоро 54% се жени цивили во АРМ. Овој 8 март вработените жени во армијата на Република Македонија во Центарот за обука и доктрини Алексо Демниевски Бауман беа нашата целна група за посета. Армијата на Република Македонија ги следи трендовите на светските армии, кои на тој начин што посветува поголемо внимание на зголемување на застапеноста на женскиот пол во армиските структури. Ние оваа година одбележуваме 25 години од постоењето на армијата. Имајќи во предвид дека командата за обука и доктрини е единствена единица која што врши прием на војниците на доброволно служење на воен рок, можам да кажам дека од генерација на генерација се повеќе се зголемува бројот на заинтересирани кандидати од понежниот пол. Така да би кажала дека не привилегија, туку рамноправност и голема почит уживаме кај колегите во составот. Поради факто што ова се смета за малце машка професија, каде што во голем број на припадниците се од машкиот пол, сепак денот на жената, односно 8 март, како и секоја година, е работен ден со некое значително одбележување, односно од страна на колегите, почит и разбирање пред се како припадник на женскиот пол и колегијално почитување како жена во армијата на Република Македонија. Со оглед на обврските кои што произлегуваат од професионалниот дел, успевам да го избалансирам мојот приватен живот и да се посветам на семејството, роднините, пријателите, да ги реализирам сите оние хобија што ги сакам, што сакам да го користам моето слободно време во оној забавниот дел. Вчера вечер по 8 пат велешани излегоа на улиците од градот и го искажаа својот револт, упатувајќи пораки дека сакаат да живеат во држава со еден јазик, со едно знаме и химна. Тука сме затоа што нема да дозволиме нашите деца да учат јазик кој тие не го познаваат, порачаа велешани. Не сакам 3, не сакам 2, еден јазик сакам јас. Ова беа дел од пораките кои вчера вечер велешани ги упатија на мирниот протест, организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ние бранителите од 2001 година нема да дозволиме никој да гази по она што го оставиле нашите предци, и линденци, и борците од Народно-ослободителната војна, порача Драган Петрушевски. Да застанеме повторно во одбрана на Република Македонија, затоа што ние загрозена унитарноста, јазикот, националниот и територијалниот интегритет. Од овде јасно и гласно порачуваме дека ние бранителите од 2001-та нема да дозволиме никој да гази по крвта на нашите предци и линденците, борците од нов и хероите од 2001 година па се до ден денеса. Македонија е мајка на сите нас, да не дозволиме никој да го прецрта незиното име и да го промени мајчиниот јазик на јазик кој не го разбираат нашите деца, рече Билјана Настевски. Македонија е мајка на сите нас.
Таа не храни од незината плодна земја, не пои со незините бистри реки, не заспива на незините земзелени гради, не чува од заборавот. Горди мои, ве повикувам да не дозволиме името на нашата мајка Македонија да се прецрта, да не дозволиме незините заспивалки да се преведат на јазик што нашите деца не го разбираат, да се ја негуваме старицата, во нејзе е мудроста на сите минати и идни генерации. Тука сме со една и единствена цел – унитарна Македонија во која сите граѓани сакаат да живеат со едно знаме, една химна и грб на Република Македонија, велат велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните на Неготино на вчерашниот мирен протест беа децидни, никако да не се дозволи да се донесе закон за двојазичност на територијата на Република Македонија, бидејќи во Неготино овој јазик нема кој да го слуша, разбира и чита, порачаа неготинчани. Граѓаните на Неготино вчера масовно се приклучија и ја дадоа поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија. Тие рекоа дека Македонија е само една и единствена, овде се зборува само на македонски, а се лафе на неготински. Пред присутните на градскиот плоштад зборуваше новинарот Пецо Миланов, кој се осврна на две поенти. Првата поента беше за корените кои сме ние, од каде дојдовме и зошто сме тука сега на ова место во овој момент. И втората поента беше за платформата која што ја напишаа албанците без разлика во Скопје или во Тирана и отидоа да му се поклонат на Еди Рама и таму ја потпишаа, потенцираше Миланов. Повеќето од вас ме знаат како долгогодишен новинар. Новинар ретко излегол и да го каже она што го мисли од срцето, од душата во оваа наша земја Македонија. Јас, верувајте ми, немам членска карта ниту на една политичка партија од кога сум кукнат. Ниту на една. Дали сум симпатизер на ВМРО ДПМНЕ во овој момент, тоа е најмалку важно. Во Неготино може да се зборува на албански јазик, може да зборува кој сака, ама нема кој да го слуша. Може да пишува на нашите табли на албански, но нашите деца нема да го читаат тоа. Може да цртаат и шкртаат по нашите споменици, но тоа ние нема да го гледаме. Тоа го гледаат тие кои што гнијат во гробовите за Македонија, нашите дедовци и прадедовци, рече Миланов. Јас пред еден месец дома напишав платформа. Платформата ја напишав во мојот дом, тука, во станот, во кој што живеам. Платформата ја напишав во моето Неготино. Платформата ја напишав во мојата Македонија. И не отидов кај комшиите да ми кажат дали се согласуваат со мојата платформа како ќе си ги уредувам работите во мојот дом. Тој на крај апелираше до присутните со заеднички сили да не дозволат да се донесе закон за двојазичност, затоа што истиот треба да им го оставиме на нашите деца. Сакаме да живееме во оваа Македонија и да ги сакаме албанците како што и тие нас не сакаат, ни повеќе ни помалку. Сточарите бараат дополнителни субвенции за предадено јагне во кланиците. Поради јаката зима, овчарите имаат поголеми трошоци околу исхраната, а откупната цена што сега ја нудат трговците е помала од ланската. Јагнешкото е трет извозен земјоделски прехранбен производ во земјава, кој на годишно ниво носи заработка од скоро 13 милиони евра. Поради јаката зима, овчарите имаат поголеми трошоци околу исхраната, а откупната цена што сега ја нудат трговците е помала од ланската. Тие бараат дополнителни субвенции за предадено јагне во кланица. На годишно ниво, јагнешкото е трет извозен земјоделски прехранбен производ, кој за една година носи заработувачка од речиси 13 милиони евра. Зголемени се трошоците за потребните поголеми количества храна за стадата поради долгата и студена зима, а во моментов трговците нудат од 120 до 140 денари за килограм жива мера, додека ланската цена во ова време достигнуваше до 150 денари. Овчарите се надеваат дека освен великденскиот шпиц, барањето ќе им биде прифатено за воведување на нова мерка за дополнителни субвенции за предадено јагне во регистрирани кланици во висина од 40 денари за килограм жива мера. Минатата година во земјава биле регистрирани скоро 800.000 овци и јагниња.
Амбасадорот на Република Словенија Милан Јазбец ја посети локалната самоуправа. На средбата со градоначалникот Славчо Чадиев разговараше за актуелни теми од политичкиот и општествениот живот во државата и во градот. На средбата беше предочено дека двете земји, но и општините може да соработуваат во многу области за реализација на заеднички проекти со взаемна корист. Амбасадорот на Словенија беше придружуван од директорот на локалната библиотека Игор Крајчев и писателите Раде Силјан и Сонја Должан. Вчера вечер во медиотеката на локалната библиотека Гоце Делчев беше промовирана збирката поезија И ти светнува парче убавина. Збирката ја сочинуваат песни на словенички автори преведени на македонски јазик. Валентина Михайловска ги има деталите. Промовирана е збирката поезија И ти светнува парче убавина од група словенички автори во медиотеката на библиотеката Гоце Делчев. Станува збор за песни на словенички автори преведени на македонски јазик. На промоцијата присуствуваше и амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија Милан Јазбец. И самиот амбасадор е еден од 25 мината автори застапени во збирката. Концепт книга е да е 25 автора. Концептот на книгата е да има 25 автори, застапени со своите песни, и кога ја пишував мојот воеден збор, така напишав и му дадов идеја на издавачот во неја да има една моја кратка песна. На крај излезе дека еден од 25 мината се откаже и не ја објави својата песна, така да мојата песна го спаси бројот 25. Еден од 25-торице одустал и не објавил своја песма, така да моја песма спасила 25 број. За амбасадорот Јазбец ова е голем настан во животот на народот и контактите помеѓу луѓето и меѓу другото најважно. Поезијата и културата имаат универзална порака која е разбирлива за секого. Стихозбирката е во издание на издавачката куќа Матица Македонска. Во оваа книга застапени се автори од младата генерација, они автори кои се многу помалку познати во Македонија, и мислам дека благодарение на добрата соработка со Сонја Должан, ние веќе имаме една појасна слика, се разбира парцијална, за се она што се создава на литературен план во Словенија. Преводот од словенички на македонски го направи Сонја Должан. Освен во Велес, збирката е промовирана и во Скопје и Штип. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните се излез од политичката криза во земјава. Единствен гарант за зачувување на унитарноста на Република Македонија е формирање и развивање на силно граѓанско и мултиетничко општество, изјави премиерот Емил Димитриев, вести од Македонија. Во постизборниот период во Република Македонија се отворија дискусии кои длабоко задираат во уставното уредување на земјата, а кои не беа дел од предизборната кампања или многу малку се зборуваше за тоа. Премиерот Емил Димитриев смета дека токму за овие теми не смеат да одлучуваат само политичарите. Народот е тој, вели Димитриев, кој треба да го каже последниот збор. За вакви теми единствен фактор кој што може да каже и да се изјасни е народот на нови парламентарни избори кои што би биле организирани заедно со локалните. Така да за Република Македонија единствена алтернатива е организирање на нови парламентарни избори во кои партиите сето она што смета да го работат постизборно, ќе мора да го кажат предизборно, бидејќи за тоа мора да добијат легитимитет, прецизно, јасно, без во завиена форма, за да граѓаните имаат појасна представа на кого го даваат гласот и во кој правец ќе се движат работите во иднина. Единствен гарант за зачувување на унитарноста на Република Македонија е формирањето и развивањето на силно граѓанско и мултиетничко општество, она кон што досега се залагаше владата на Република Македонија и ВМРО ДПМН, вели премиерот на Република Македонија Емил Димитриев. Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените денеска по повод Меѓународниот ден на жената бара од државата да обезбеди доследна имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита на семејното насилство. Според Сдруженијето, жените жртви од насилството се соочуваат со недоволна и неефикасна правна и судска заштита,
поради што се бара и обезбедување на сеопфатна, бесплатна правна помош за овие жртви. Од Сдруженијето оценуваат дека се уште постои трендот на преблого казнување на сторителите на семејно насилство, а мал дел од поднесените кривични пријави се процесуираат. Според анализата на прибавените податоци на основните судови во Македонија, 1/4 од поднесените кривични пријави уште во текот на обвинителската постапка се отфрлаат. Од отфрлените кривични пријави, во просек, 44% се резултат на повлекување на предлогот за кривичен прогон од страна на жртвата за кривично дело телесна повреда при семејно насилство. Од тука сосема јасно произлегува дека жртвата за кривичното дело телесна повреда при семејно насилство, директно или индиректно било од насилникот, било од блиски роднини, е приморана да го повлече предлогот, а со самото тоа сторителот да не биде изводен пред судот и казнет, се вели во соопштението на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија. Вработените македонски жени за слободни активности може да си дозволат само 15% од времето. Овој процент е поголем кај жените кои не се вработени. Оваа група на жени има можност 21% од времето да го потроши за слободни активности. Жените кои живеат во урбаните средини во споредба со оние во руралните имаат скоро двојно повеќе време да посветат на забава и култура. 2 часа и 16 минути од едно деноноќе, жените од урбаните средини минуваат во забава и култура, додека оние од руралните средини 1 час и 13 минути. 16% од времето жените го трошат за завршување на сите домашни потреби. Оние кои што имаат деца за нивно згрижување трошат 1 час и 57 минути. Македонските жени најчесто се одлучуваат да родат по 1 до 2 деца, а најчестото име што им го даваат на женските деца е името Марија. Кога станува збор за следење на телевизиски програми, македонската жена пред малите екрани дневно поминува по 1 час и 50 минути. Четири лица загинаа, 40 се повредени откако товарен воз во Мисисипи удри во автобус, веројатно заглавен на пругата во кој се наоѓале туристи од Тексас. Се уште не е утврдена точната причина за несреќата, а 7 од повредените се наоѓаат во критична состојба. Според потпаролот на градот Билокси, Винсент Крил, возот налетал на автобусот на железничкиот премин и го туркал неколку стотици метри. Следуваат останатите вести од светот. Кинескиот министер за надворешни работи Ван И на пресконференција изјавил дека Кина предлага Северна Кореја да се откаже од ракетно-нуклеарната програма во замена за прекин на заедничките американско-јужнокорејски воени вежби. Два воза кои се побрзо се движат еден кон друг и ниту еден не сака да се тргне од патот. Вака тој ја споредил ескалацијата на тензиите на Корејскиот полуостров. Потенцирал дека приоритет на Кина е да го вклучат црвениот семафор и да ги притиснат стопирачките на двата воза. Според него, одстапките од двете страни можат да помогнат за излез од безбедносната дилема и да ги врати земјите на преговарачка маса. Неколку лица е нападнале главната афганистанска воена болница Сардар Дауд Хан, која се наоѓа во главниот град Кабул. Портпаролот на Министерството за одбрана, генералот Даулат Вазири, изјавил дека засега е познато дека неколкумина напаѓачи влегле во болницата. Нападот започнал со канонада од истрели, проследени од експлозија околу 9 часот по локално време. Представник на афганистанските безбедносни служби истакнал дека бомбаш самоубиец го активирал експлозивот пред болницата, а потоа влегле неколку вооружени лица. За сега нема информации за убиени и повредени и никој не преземал одговорност за нападот.
Составот на Фени Индустри стигна до победа во првата четвртфинална пресметка од Библ лигата, откако на домашен терен во салата Јасмин го совлада тимот на Теодо. Вистински лидер на победничкиот тим беше србинот Чешковик, кој мечот го заврши со 39 поени, додека Гекик придодаде 18, а Николовски беше автор на 17 поени. Во продолжение следуваат и останатите вести од спортот. И покрај позитивата од 18 поени, 18 погодени тројки и фантастичните 39 поени на неверојатниот Матија Чешковиќ, Фени во Тиват ќе патува со позитива од само 3 поени, пред се поради очајно лошата одбрана на тимот, чија главна одлика беше токму затворањето на приодите кон сопствениот кош. Незадоволството од финалниот резултат е очекувано, но можеби ваквиот резултат од психолошки аспект е подобар, затоа што избраниците на Маленков во реваншот ќе мора да влезат многу посериозно и помотивирано отколку при предност од 15 на поени. Одбрана никаква, у напад све окей, даваме лесни кошеви, даваме поени, све задоволно, али одбрана денеска катастрофа. Со ваква одбрана не можеме да добиеме никој у наредниот дел на преварувањето. Нас ни беше одлик одбраната, каде што на почетокот примавме од 65 до 70 поена, сега примаме 90, задњата утакмица со работнички примавме исто многу поени, што не е добро. Кошарката се игра одбрана. Кој е вака утакмицата, мислам дека на голем број поени имаме шанси да ги добиеме, со тоа што игравме добро у напад, ако ја закрпиме малце одбраната и ако играме малце, барем 20% подобро одбрана, мислам дека имаме големи шанси да добиеме оваа екипа и да продолжиме понатамошниот дел на првенството. Добро игравме во текот на целиот надпревар, но на крајот малку паднавме. Ни опадна концентрацијата, а можеби не стигна и заморот. Имавме 15-16 поени предност, но на крајот победивме со 3 поени разлика. Игравме лошо во одбрана, примивме 97 поени, што никако не смее да се случи. За 7 дена одиме во Тиват, ќе пробаме да ја сочуваме предноста и да победиме. Покажавме дека можеме да играме против Теодо. На моменти имавме и 18 поени предност. Мислам дека победата е сосема заслужена. Кавадарчани имаа за што да жалат, бидејќи беа далеку подобар противник во поголемиот дел од средбата. Во последната четвртина имаа и 15 поени предност. За на крајот едва и да триумфираат со 3 поени, минимална предност, што ќе ја бранат следната седмица на гостувањето во Црнагора. Јесте изуzetно расположени Фени. Играчите на Фени беа одлично расположени. Постигнаа 18 тројки, што е доволен податок колку овој надпревар беше тежок за нас. Ако ја погледнете статистиката на тим кој што постигнал толку тројки, очекувате дека го добил надпреварот со најмалку 15 поени разлика, но ние покажавме карактер, го стигнавме нивното водство, имавме шанси да останеме и непоразени, но надпреварот заврши со тројката на Чешковиќ. Ние сме задоволни и среќни заминуваме од кавадарци. По овој резултат, во реваншот, сите ќе очекуваат лесна победа против Фени, но Фени игра исто и дома и во гости. Се работи за искусна екипа, со добри поединци, па очекуваме исклучително интересен надпревар во Тиват, кој ќе биде одлучен со една или две ситуации. Знали сме да ќе биде веома тешка утакмица у Фени. Знаевме дека не очекува тежок надпревар во кавадарци. Погодија многу тројки, момент кој не го очекувавме, но имаме поволен резултат. Беше тешко да се вратиме, но и ние влеговме во серија од отворени шутеви и тројки. Се е тоа спорт. Магичните 39 поени Чешковиќ ги надополни со уште 5 асистенции и покрај него повторно одлични беа Джекич со 18 и Петровски со 17 постигнати поени. Кај гостите најдобри беа Поповиќ со 25 и Милан Станојевиќ кој запиша 23 поени за своето име. Денеска имаме променливо облачно време со слаби локални врнежи од дожд, особено во југоисточните делови. Во текот на утрешниот ден во Македонија се очекува намалување на облачноста. Деталите за временската прогноза во продолжение.
Со информацијата за временската прогноза го завршуваме дневникот. Пријетно!